Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Прашањето за смртта на Хазрети Иса алейхи селам. Оваа книга ја напишал Васим Ахмад. मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम में कौन काए खुदा है. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Прашањето за смртта на Хазрети Иса алейхи селам. Корисни мислења од автентични и препознатливи книги за исламот. Прашањето за смртта на Иса алейхи селам, разгледувано од три аспекта, е од големо значење. Прво, голем дел од луѓето во светот се припадници на христијанската вера и врз основа на тоа, тие веруваат дека тој на овој свет живеел неколку години и дека потоа повторно се воздигнал на небото, каде што уште живее, чувај Боже, и учествува во вечното владење на Бога. Поголем дел од муслиманите потпаднале под влијание на ова учење и поради погрешното толкување на некои ајети од честниот Куран, сега се предпоставува дека Иса алейхи селам сепак не е син Божи, туку пратеник, но дека при распнувањето на крстот во своето овоземско тело бил воздигнат на небото од страна на Бога, каде што уште живее, и дека во последно доба ќе дојде да ги реформира припадниците на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Трето, Хазрети Мирза Гулам Ахмад посведочил дека е ветениот Месија. Значи, мора прво да се разреши прашањето за смртта на Иса алейхи селам, пред да почне сериозно да се разгледува тврдењето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад дека е ветениот Месија и имам Мехдија. Од овие три причини, важно е ова прашање да се разреши од перспектива на честниот Куран, хадисите и природниот човечки разум и да се остранат нејаснотиите за луѓето да извлечат полза од тоа, а исламот да го добие својот сјај во однос на христијанството. Во 13 век по хиџра, христијанските мисионери го искористиле ова погрешно мислење на муслиманите за животот на Иса алейхи селам и илјадници од нив се претопиле во христијани. Тие тврделе дека освоиле цели региони во корист на христијанството. Навестиле дека и на Ќаба наскоро ќе можат да го истакнат христијанското знаме, чувај Боже. Муслиманските водачи и зналци не знаеле на кој начин да се спротивстават на оваа поплава на преминување во христијанството. Меѓутоа, ако на некој му пошло од рака да ја сопре оваа поплава, тогаш тоа бил Хазрети Мирза Гулам Ахмад, токму затоа што Бог му поверил аргументи за смртта на Иса алейхи селам, со кои ги присилил војските на христијанските мисионери на повлекување и донел таков обрат на ситуацијата, која од тогаш во потполност го променила лицето на светот. И пријателите и непријателите признале дека оваа јасна победа против мисионерите било овозможена со посредство на аргументот за смртта на Иса алейхи селам. Накратко, прашањето за смртта на Иса алейхи селам е централно не само за Ахмадијатот, туку и за целата исламска заедница. Поради тоа, на следните страници ќе бидат представени изреки на значајни зналци, како и цитати од важни делови на исламот, честниот Куран, како и други кои докажуваат дека на почетокот не верувале во така нареченото продолжување на животот на Иса алейхи селам на небото и дека тоа верување подосна го пробило патот во учењето на муслиманите, значи во времето кога голем број на христијани масовно го прифатиле исламот. И сети се кога Аллах ке рече: "О Иса, сине Мериемин, им зборувате ли на луѓето? Прифатете не, мене и мајка ми, покрај Аллах, за да ве божества."
Тој ќе одговори: Ти си чист, јас не сум можел да кажам такво нешто за кое сум немал право. Ако ова го зборував, па ти би го знаел тоа. Ти го знаеш она што е во срцето мое, а јас не го знам она што е кај тебе. Ти сигурно ги знаеш сите невидливи нешта. Им го кажав само она што ми го нареди. Обожавајте го Аллаха, Господарот мој и Господарот ваш. И јас бев сведок над нив, додека бев меѓу нив, а кога ти ме усмрти, само ти ми беше посматрач и ти си сведок за се. Овој ајет јасно покажува дека Иса алейхи селам умрел. Според овој ајет, кога Аллах Джелешануху го прашал Иса алейхи селам дали тој му наредил на својот народ да го обожаваат него и неговата мајка наместо Аллах, тој одговорил: Им го кажав само она што ти ми го нареди. Обожавајте го Аллаха, Господарот мој и Господарот ваш. И јас бев сведок над нив, додека бев меѓу нив, а кога ти ме усмрти, само ти им беше посматрач и ти си сведок за се. Се разбира, ако тој се врати на овој свет, ќе види како христијаните залутале. И тогаш тој не би можел да одговори дека не знае. Според овој ајет, Иса алейхи селам имал две доба. Прво, кога живеел меѓу својот народ, и второ, после смртта. Во првото доба, тој вели дека ги научил да го обожаваат Бога, а во второто, дека не знае што се случувало со неговиот народ после неговата смрт. नहीं उसको हाजत कोई बीवियों की जरूरत नहीं उसको कुछ साथियों की मेरी रात दिन. Се додека Иса алейхи селам бил жив, внимателно стражарел над своите следбеници и внимавал да не скршнат од правиот пат, но тој не знаел како тие постапувале и до кои лажни начела се држале после неговата смрт. Сега, бидејќи неговите следбеници скршнале од правиот пат, уверливо следува дека Иса алейхи селам е мртов, бидејќи како што се вели во ајетот, после неговата смрт тој бил обожуван како Бог. Слично на тоа, фактот што овој ајет зборува дека Иса алейхи селам покажува незнаење за тоа дека неговите следбеници, после неговото заминување, него и неговата мајка ги прифатиле како два бога, докажува дека тој нема повторно да се врати на овој свет. Бидејќи да требало тој да се врати назад и со своји очи да види колку неговите следбеници станале изопачени и го прогласиле за Бог, тогаш тој не би можел да се повикува на тоа, оти не знаел дека тие го обожавале. Ако тој тоа би го направил, неговото оправдување за своето непознавање би представувало вистинска лага. Затоа, овој ајет јасно докажува дека Иса алейхи селам е мртов и дека никогаш нема да се врати на овој свет. Понатаму, според добро познатиот говор на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, дека тој, кога ќе види дека некои од неговите следбеници се водени кон џехеннемот, ќе ги употреби истите зборови на денот на оживувањето, кои овде се вметнати во устата на Иса алейхи селам. Ова го поддржува фактот дека Иса алейхи селам е мртов, како што е мртов и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. На ист начин, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги употребувал истите зборови за некои своји следбеници кои го заслужиле џехеннемот. Следниот хадис го објаснува наведениот ајет. Хазрети Ибн Абас известува дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем за време на еден од своите говори рекол: Обратете внимание, бидејќи некои од мојот уммет ќе бидат спроведени во џехеннемот. Тогаш јас ќе речам: О мој Господару, па тоа се мои следбеници. А ќе ми биде речено: Ти не знаеш
Што направиле тие после твојот живот? На тоа јас ке возвратам со она со што во свое време возвратил вистинскиот Божји слуга, Иса алейхи селам, синот на Мерием. И јас бев сведок над нив, додека бев меѓу нив. А кога ти ме усмрти, само ти им беше посматрач и ти си сведок за се. Мухаммед е само пратеник. Навистина и пред него поминаа пратеници. Ако тој пак умре или биде убиен, зарем вие ќе се свртите на своите пети? А оној кој ќе се врати по петите своји, на Аллах во ништо не ќе му наштети, а благодарните Аллах ќе ги награди. Овој ајет јасно ја покажува смртта на сите пратеници пред Мухаммед салаллаху алейхи веселем, а Иса алейхи селам бил дел од пратениците кои дошле пред Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Ако тој бил жив, Бог би рекол дека сите пратеници починале, умреле, освен Иса алейхи селам, но така не било речено. На Ухуд му бил испратен лажен извештај дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем е убиен. Иако овој извештај бил невистинит, а дури и да бил вистинит, и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем на вистина да бил убиен, тоа не ни кажува дека верниците не треба да се поколебаат во својата вера. Мухаммед салаллаху алейхи веселем бил само пратеник, и како што сите пратеници пред него умреле, така и тој ќе умре. Но Богот на Исламот е вечно жив. ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है, यही रात दिन अब तो मेरी सदा है। ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है। Денес го завршивме првиот дел од книгата Прашањето за смртта на Хазрети Иса алейхи селам. Еселаму алейкум.